Време е за нашата редовна кафе дилема. Денеска поставуваме една дилема која што е навистина специфична и е актуелна. Дали новинарите правилно известуваат за децата жртви на сексуалната злоупотреба? 2008 година беше усвоен акциониот план за превенција и справување со сексуалната злоупотреба на децата и педофилијата 2009-2012 година. Во овој акционен план беше вклучена и првата амбасада на сите деца на светот Меѓачи. Имаше доби задолжение да организира меѓу другото и обуки на новинарите и ревносно оваа обврска си ја извршува амбасадата Меѓачи. Изминатиот викенд беше организирана една од тие обуки и еве денеска во денешната кафе дилема ќе зборуваме со еден новинар и со еден волонтер во Меѓаши за обуката која што беше организирана и за тоа што научија на оваа обука, ќе бидат ли сега подготвени повеќе во работата со децата, особено новинарот Менсур Красничи од дневниот весник Журнал Плюс. Добро утро, Менсур. И Роза Василевска, волонтер на СОС линијата во амбасадата за Меѓаши. Добро утро и за вас. Добро утро. Вие особено сте поврзана со децата, бидејќи сте и оделенски наставник во основното училиште Јане Москоменски и секојдневно сте со децата. Од како ќе станете па додека легнете, бидејќи после сте на СОС линијата, нели? Да. Одлично. Имаме вистински луѓе и вистински прашања за да одгатнеме уште една кафе дилема. Да кажеме дека се организираа неколку работилници на оваа обука. Менсур, мислам дека ќе почнам со тебе, бидејќи овие работилници првенствено беа наменети за новинарите. Како го доживеа сето ова ти, бидејќи досега имаше некое мало искуство во работата со вакви деца, а сега научи нешто ново, нешто што ти отвори нови хоризонти. Да. Први да го изразам мојата чест, да ви се заблагодарам за поканата. И јас сум релативно нов новинар во дневниот вестник на албански јазик Журнал. И кога ми се укажа можноста, веднаш прифатив да бидам дел од овој семинар организиран од Меѓаши во Кичево. Екипата на Меѓаши заедно со еден куп новинари од разни куќи медиуми успеавме да го ажурираме и официализираме Кодексот за заштита на идентитетот, интегритетот и приватноста на децата. И овој кодекс содржи еден збир усвоени начела каде што новинарите треба и медиумите да ги почитуваат при известување на насилства, и каде што се има сексуална злоупотреба на децата и педофилија. Заедно со екипата на Меѓаши ние успеавме да запишеме уште едно барање и тоа барање истото да биде пратено до судот. Во тоа барање баравме да во судовите приоритет да бидат предметите каде што има злоупотреба на сексуална злоупотреба на децата, има насилства, педофилија. И во едно баравме и таму да казната за злоставниците да биде 2 пати од актуелната казна, а за рецидивистите да биде доживотна затворска казна. Така. Добро, од ова што досега го кажа, можеме да сублимираме дека две важни работи завршивте. Го ажуриравте кодексот и го направивте писмото кое што ќе биде испратено до сите судови во нашава земја. Меѓутоа, она што сакам од тебе да го слушнам, твоето видување за известувањето. Како беше порано, како после оваа обука ти ќе известуваш? Јас, како релативно нов новинар, кога си отидов таму, мислев дека знаам многу работи за оваа тема, па кога отидов на семинарот, сватив дека
некои работи, туку многу работи не сум ги слушнал и не сум ги прифатил така како што треба да бидат. Што, например? Например, До сега го фотографираше детето, му се гледаше ликот, например? Кога направив некој прилог, кога ќе направив, јас сум мислел дека треба да се откриват и идентитетот на детето или, например, на неговото семејство, или ке слика во куќата на детето или нешто слично. Зошто мислиш дека треба тоа да го содржи твојот прилог, твојот текст во весникот? Па да биде поприфатлив за граѓаните, значи да биде почитливо, да се направи сензација, да. Но сега научив дека не треба да правиме во прилогот сензација, туку да го направиме прилогот за интерес на детето да биде, значи да не се повреди, да се заштити идентитетот на детето, интегритетот и приватноста на детето. Значи да се информира правилно, меѓутоа да се заштити интегритетот и личноста на детето, а воедно и неговите права запишани во конвенцијата. Роза, ќе може ли од вас да чуеме што содржаа работилниците, како се одвиваше сето тоа на оваа обука? Да. Значи, јас да се заблагодарам на оваа покана, што можам да бидам дел од оваа емисија и со голема чест и особено задоволство да известам за една таква обука, која што за мене беше прва од таков тип и во исто време е и многу битна, многу е важна, бидејќи се научија, како што кажа и мојот колега, многу важни работи за децата. Значи, самата обука гласеше со соодветно информирање во случаи на сексуална злоупотреба на деца и педофилија и како што слушнавте се одржани во Кичево, во куќата на уметноста од 21 до 23 септември. Значи, тој тренинг се состоеше од низа интерактивни работилници, каде што сите интерактивно соработувавме во текот на тие неколку дена, значи петокот, саботата и неделата до пола ден. Првата работилница беше воведна работилница, каде што изгледавме неколку случаи, студии на случаи, од несоодветно информирање од страна на некои новинари кои што досега ги направиле на телевизиските куќи и по други медиуми. Користеа ли тие прилози? Да, многу користеа, бидејќи на лице место, гледајќи ги нив, можевме да видиме што е добро, што не е добро, значи се направија тие анализи од наша страна и потоа направивме корекција на истите, значи и презентација на направените корекции, што значи дека на лице место сите ние, сите новинари, сите присутни, видовме каде е сгрешено, каде не е добро, каде не е во интерес на детето, каде повредува дете, каде не се штитат правата на детето и ги заменивме со други зборови, односно преправивме некои начини да не се откриваат идентитетите, да не се изјавуваат до детали настаните и на тој начин се добија поквалитетни прилози кои што се и во интерес на детето, а во исто време да ги задоволат и оние критериуми што се потребни за сите луѓе кои што го следат прилогот. Еве Менсур вели дека ова е големо искуство за него, но дали Менсур научивте дека не треба да се штита само правата на детето, туку во овие прилози, во овие текстови треба да се заштити и семејството, бидејќи на некој начин повредувањето на семејството нели. Јас не би кажал дека повредувањето на семејството, туку преку откривањето на идентитетот на некој членови од семејството, значи се открива автоматски идентитетот на детето. И затоа мислам дека треба да се заштити семејството во твојот прилог при известување за такви теми, значи насилства и празни. Вашата помош им беше корисна, бидејќи вие сте волонтер на SOS линијата. Какви повици има? Зашто се жала детата кога станува збор за сексуална злоупотреба? Научија ли дека еве можат на оваа линија да бидат искрени, да бидат отворени, дека ќе добијат помош? Да. Значи таму моето присуство на семинарот беше од тој тип да ги кажам своите искуства во врска со оваа проблематика и нормално дека јас произнесов еден дел од тие јавувања, кои што на колегите им беа една потврда дека навистина тоа се случува и дека во последно време се поотворени
отворени се децата да зборуваат, бидејќи претпоставам дека и оваа проблематика или престанува веќе да биде табу тема, или пак можеби расте во проценти, значи се зголемува бројот на случаи од таквата проблематика. Сето тоа имаше корист на семинарот, значи да се слушне од мене, од волонтер или на SOS телефонот, кој што ги сподели со присутните моите искуства и каде што, например, кажав дека и кај останатите мои колеги има исто такви јавувања и дека ние сите после заеднички донесуваме одлуки што понатаму, нели, како да се помогне на децата кои што се искрени да се јават дека нели такво и такво им се случило нешто во нивната околина, од нивни блиски, на училиште, било каде, нели, на секаде може да бидат таквите случаи и потоа, нели, кога се јавуваат децата, ние превземаме понатаму други мерки да дојдат, нели, во амбасадата или ќе земеме точни податоци, ќе отидеме ние на местото на увидот и потоа, нели, по останатите институции случајот се спроведува до полиција, до службите за социјална работа и така натака, сите тие институции со кои што ние соработуваме. Но на новинарите исто така, значи, им беше битно и пака во слободно време додека имавме кафе пауза, значи да прашуваат како ги решаваме тие случаи, дали ние се грижиме за ова тука што го спроведуваме на самата обука, дали и ние го запазуваме и кога видоа дека тоа е возможно и дека ние внимаваме, значи прво ние сме личен пример, мислам дека тоа беше уште еден вид инспирација за нив да истраат во ова, да посакаат да ги направат тие промени како млади новинари, нели, бидејќи немаат многу искуство во сето тоа, како помлади се во таа професија, да истраат во тоа и навистина да се подобри тој соодветен начин на известување на таков вид на проблеми. Сега би сакала мен со Реве малку од поинаков агол да ја фатам на работата на новинарите. Кога се подготвува една приказна каде што детето е жртва на сексуална злоупотреба, каква е соработката со институциите? Бидејќи од свое искуство знам дека понекогаш и не се добиваат бараните информации и податоци. Точно е дека не се добиваат тие барани податоци и информации, бидејќи е многу тешко да се дојде до такви податоци кога се во прашање институциите. Некако делуваат многу резервирано или ќе ти кажат тебе ти треба, например, темата прилогот да ти биде готова до 4-5 сат, дека јас работам во вестник, а морам да го земам во изјава, значи некој министер или портпарол, па ќе ти каже ај утре јави ми се, ќе ти ја кажам информацијата, а мене ми треба итно, па на него не му интересира дека на тебе ти е хитно прилогот да го објави за утре и да го запечатиш во вестникот. Него му е битно на него да не се објави воопшто тој прилог, каде што автоматски има критики, значи, врз тие институции. Така, со тоа се отежнува работата на новинарот и не може да се направи комплетната приказна онака како што се бара, иако внимаваш на заштита на правата на детето, нели? Писмото кое што го спомнавме на почетокот од разговорот, срочено таму на оваа обука, ќе биде испратено до сите судови. Што содржи тоа писмо и колку бевте единствени во создавањето на писмото? Прво би спомнала јас за кодексот, односно за... Ке ве прашав и за кодексот, Да, предходно, нели, предходеше, прво беше кодексот. Значи, толку се внесовме сите во работата на кодексот, бидејќи добивме првично еден нацрт кој што го изработиле пред 3 години. А вие по тој редослед работевте кодекс, па после писмото. Точка по точка, значи... Еве, и пред малку гледавме фотографии, еве и сега ова е групата која што учествуваше на обуката. Така, да. Добро. Значи, точка по точка се сработуваше од кодексот, со многу големо внимание, со внесеност во сите зборови што беа внатре, затоа што еден збор може клучна промена да направи. Например, со додавање на зборот секогаш во некои од точките, во поголемиот број на точките, многу поголема важност доби самиот настан, дека не некогаш, туку секогаш треба да се внимава да не се прави дискриминација, да се заштитуваат тие права на детето и идентитетот, интегритетот, за која што малку повеќе нели ке зборува и колегата. Меѓутоа, после тоа, аналогно, откако се заврши тој кодекс, откако утре дента се презентираше, нели, го видовме во
во нова верзија и сите бевме на некој начин воодушевени какво дело сработивме. Со таа наша внесеност и со таа посветеност навистина се подобрија сите точки, сите имавме задоволство и на лицата и вака јавно го изразувавме каква нова верзија се создаде и бевме тврсто убедени дека пак и некој следен пат кога нанова повторно ќе се навратиме на тој кодекс, дека ќе има уште подобар квалитет, затоа што нели во меѓувреме и ние како луѓе еволуираме и секојдневието еволуира, созреваме и нормално е сите работи да имаат промена на подобро. Не може да биде дадени еднаш за секогаш. Така што писмото после следеше како едно барање срочено во пократки црти до судиите што очекуваме од нив за нешто што е најважно во државата. Еве нешто од писмото, може ли да ни кажете? Да, Ајде, како што спомнав и на почетокот, значи ние ќе доставиме и писмо до судовите. Значи во писмото бараме приоритет кај судовите да видат темите кај што има сексуална злоупотреба на децата, педофилија и насилства. А воедно бараме од судовите, значи да казната за злосторниците да биде 2 пати поголема од актуарната, значи и рецидивистите, значи за рецидивистите да биде казната доживотна казна затвор, значи за нив. Добро. Тоа е. Колку сте оптимистични дека ова ќе допре до нив? Ќе дојде секако, но колку ќе допре и колку мислите дека еве оваа категорија на луѓе кои што работат за правата на децата, за доброто на децата, можат да бидат влијателни кај судиите? Јас тврсто верувам дека мала група ентузијасти ги прави промените. И јас верувам дека убедена сум во тоа. Во прашање може би само време. Еве да речеме и за низа други промени што детската амбасада ги направила, еве во законот на пример за педофилите, нели, за исто подолга казна. Во почетокот кој веруваше дека тоа ќе успе? Меѓутоа нивната упорност, нивната стручност, професионалност, ангажираност, сето тоа допринесе да дојде до промени. Јас сум убедена дека ако за се така постапуваме дека промените неизоставно ќе дојдат. Така. Браво за тимот на Меѓаши, а вас би ве прашала, чувствувате ли дека уште една обука би била непотребна, туку дополнување на она што сега го работете? И затоа оставивме, не знам тука во дали стои, значи секојдневието и промените налагат кодексот да не биде конечен и истиот може и треба и понатаму да го усовршуваат и дополнуваат во духот на начелата прифатени и проверени во однос на професионалната етика на новинарите во Република Македонија. Со ова, значи, ние сакаме да кажеме дека тука не е крајот на нашата работа, значи дека мора уште некој таков сличен семинар, значи може некој има критики врз овој кодекс, па да учествува во тој семинар и да дојде со некои идеи и некои нови идеи, значи, и за да го надополниме и да го усовршиме овој кодекс. Така. Самото време ќе покаже кога повторно ќе се почувствува потреба од некоја слична средба. Значи, кога си внесен во состојбите, кога си внесен во настаните, во самата работа, се појавува таа потреба како нужност. И тогаш амбасадата ќе свика повторно таква средба, таков семинар, за да продолжиме нели со понатамошната работа, која што нема крај, туку е еден многу долг процес. Така. Менсур, сосема за крај, ќе бараш ли сензација во твоите приказни кога повторно ќе пишуваш за децата злоупотребување? Нема да барам. Значи, ова обука еве те воведе во едни нови води на новинарството, како правилно да се известува, но добро е што сакаш и понатаму да учиш. Да, секако. Да. Јас би дополнила дека исто така и на нас волонтерите, еве што сме на СОС линијата, значи исто така оваа обука ни помага подобро да разговараме во квалитет со децата и ние да внимаваме на истите тие правила што ги донесовме нели во кодексот. Тоа важи за сите, па дури мислам дека и во секојдневниот живот важи во општата комуникација, дали со дете или со возрастни. Благодарам за учеството во утринската програма.